23.1950 година сум роден. 3 дена пред стапувањето на снага на Конвенцијата за формирање на Светска метеоролошка организација. Тоа е како еден предуслов или предскажување дека ќе се занимавам со метеорологија. Заводот овде на ова локација сме од 20 октомври 1975 година и 1 јули 1993 година, како самостојна држава, сме членка на Светска метеоролошка организација. Инаку, како почеток на размислувањето за професијата метеорологија, во основно училиште постоеше предмет за познавање на природата и општеството од Тодор Ангелевски училиштето во Битола не однесува на метеоролошка станица во Битола, кај што покасно колегите со кои се запознав, шефови и наблюдувачи, ни раскажуваа за времето како фактор во живеењето. И од тогаш ние имавме и желба и размислување за професијата метеоролог. По завршувањето на Средно хидрометеоролошко училиште во Белград, ние во 80-та година отворивме група метеорологија на Природно-математички факултет. Јас бев тогаш председател на Совет на работна заедница и заедно со иницијативата на директорот Коле Јордановски се формираше програми за метеорологија како наука на нашава територија во Македонија. После толку години ние сега имаме во Македонија околу 50 метеоролози, што е основа за развој на метеорологијата како наука. Ова е метеоролошка обсерваторија Скопје Зајчев Рид, каде ще се вршат комплетни метеоролошки, климатолошки мерења за времето, климата и климатските промени. Метеоролошките куќички се унифицирани во целиот свет на 2 метра со жалузини, бела боја и така. Температурата на воздухот се мери секој час за потребите на анализа и прогноза на времето. Покрај мерењата на температурата на воздухот, тука имаме и плувиографии, тука е вилдовиот ветроказ, покрај тоа постои една автоматска метеоролошка станица која сама перманентно ги следи временските услови, температурата, ветерот, осунчувањето, врнежите и ги испраќа во собирниот центар, а и ги архивира. Резултатите кои остануваат се ствара база на метеоролошки податоци за потребите на климата и климатологијата, понатамо следење на површинските и подземните води, нивото и билансот на водите, постои хидролошко одделение, сектор за хидрологија, за метеорологија и анализа и прогноза на времето, кое со актуелни информации во секој момент, секој сат, се собират во собирниот центар, во синоптичкото одделение и заедно со податоците од цела Европа, Балканот и на тлото на Република Македонија се прават анализи за временската состојба и идни прогнози за времето. Во 65-та година, со завршувањето на хидрометеоролошко училиште, метеоролошки смер, каде ги изучував сите тајни на метеорологијата од инструменти, методи на мерење, климатологија, агрометеорологија, аерологија како гранка од метеорологијата, климатологија регионална и други гранки кои не оспособија да бидеме за средно училиште, меѓутоа подоцна се отвори поголеми можности за запишување на Природно-математички факултет група метеорологија, каде завршив во 74 година, докторирав во Институтот за метеорологија и хидрологија при Бугарската академија на науките во Софија.
во наредниот период, во 21. век, ќе се случат значајни промени во доменот на ефектот на стаклената градина и во однос на енергетскиот и топлинскиот биланс во атмосферата. Што значи? Ќе се зголемат температурата на воздухот и влажноста на воздухот и другите елементи ќе се зголемат со катастрофални последици. Преку Меѓународниот панел за климатски промени, кој е формиран во 1988 година од Светската метеоролошка организација, од УНЕП, програмата на Обединетите нации за животна средина, од UNDP и други организации, покажува дека во атмосферата ќе се зголеми и бројот на катастрофите. Суши, поплави, бурни процеси, ефектот на стаклена градина ќе се зголеми, а и ќе дојде до зголемување на влијанието на Ел Ниньо и Ла Ниньа и северноатлантската осцилација која влијае на времето и климата во Европа. Затоа меѓународната заедница се бори преку системот на Обединетите нации со намалување и укажува на државите. Затоа е донесена конвенцијата, Рио конвенција од 92 за климатски промени, за биодиверзитет и сушите и упоставувањето. Тоа се 3 конвенции кои се од фундаментално значење за државите и поединците да се прилагодуваат кон тие основни постулати кои се значајни за да се намали ефектот на стаклената градина, односно големината на CO2 и хлорофлуорокарбонатите кои се, како што кажав, основни причини за. Воспротивно, ќе се случува се полошо и полошо за планетата Земја, што е во доменот на екологијата и други организации во светски рамки.